Жителите од виничкото село Црн Камен ќе ги бойкотираат и председателските и парламентарните избори, изјави за телевизија Стар Александар Костадиновски, жител на селото. Искрено ви кажа, нема да има гласање. Тоа е сигурно очигледно од жителите на Црн Камен и ја препорачувам да не гласат, после дошто ја лажи. Да не гласат луѓето. И сигурно дека нема да има гласање. Има луѓе што се одбили, што не сакат да идат на кутии, примерно за избори, за такви работи се одбиени. Одбиват луѓето тие причини, што не само лажи и друго ништо. Причина за ова е што во селото нема ниту педа асфалт, а 30 години сите поред ги лажеле дека кал повеќе нема да газат. Бараме тоа 1100 метри асфалт да се стави како што треба да се направи, имаме околу 110 метра коцка. Тоа е се што го побрзува цело Црн Камен да се заврши, немаме никакви понатамошни барања што на тоа. Најкритична таму е главната улица, на која живеат и лица со тежок инвалидитет и во невреме имаат голем проблем. Да, има луѓе со количка, непокретни, што не се достапни, не може да се движат. Градоначалникот на Виница Миле Петков, кој последен вети дека оваа улица ќе ја асфалтира, денес изјави: За Црн Камен веќе е изготвен проект за кој имаме и одобрение. Истиот е влезен во тендерот кој треба да започне за неколку дена. Тоа би значило дека за неколку месеци жителите од Црн Камен ќе добијат асфалт, но секако ние ќе разговараме со нив и ќе им го пренесеме ова. Истакна градоначалникот Петков. Освен Црн Камен, на сериозни комунални проблеми се жалат и жителите од други винички села, кои од секоја власт очекуваат решавање на нивните проблеми.